Првата психолошка помош е начин да им се помогне на настраданите и преживеаните да обезбедат поголема стабилност на себе си и најблиските во однос на одредена ситуација која не успеваат и не можат да ја исконтролираат. Како да бидеме достапна и присутна поддршка во моменти на голема трагедија, разговараме со психологот Мирјана Цветковиќ. Добро утро и добре ни дојдовте. Системски семеен советник, психолог со сериозен бекграунд зад себе. Причина повеќе поради која ве поканивме и овде. Чувството на тага не е единствено што не преплавува, но еве недела и половина скоро и никако да излеземе од истото. Чувствуваме немоќ и лутина, разбирливо во вака големи трагедии. Одговор бараме и во науката. Колку се овие емоции очекувани? Ви благодарам на поканата пред се. Инаку во однос на тоа колку се очекувани овие емоции во овој момент, пред се би сакала да ги напоменам сите фази на кои што поминува една индивидуа при ваков травматски настан. Пред се прва фаза е фазата на шок и неверување, на некој начин негација на настанот, која што може да трае од неколку часа, неколку дена, па дури до 1 месец. Оваа фаза некако како да и помага на единката да си каже: ова е премногу болно за мене, ќе ме скрши, ќе се распарчам доколку поминам, односно доколку ова информација ја примам како таква веднаш. После оваа фаза, некаде после 1 до 2 месеци може да се јави фазата на лутина, бес, така да таа е доста активна фаза каде што лицето негодува или се бунтува поради настанатиот настан, кој што, како што спомнав, трае околу можеби 1 месец. Понатаму доаѓа фазата на тага и депресивност. Таа е, да кажеме, најдолгата фаза во која што низ која што лицето може да поминува. Чести емоции кои што се јавуваат во оваа фаза се меланхоничност, очај, незаинтересираност, социјална исклученост. Понатаму може да дојде до целосна апатичност, незаинтересираност, депресивни симптоми. Така да доста долго трае, кај некои лица, да кажем, може да трае некаде околу 6 месеци, меѓутоа генерално во просек оваа фаза трае околу 2 години, но индивидуално може да трае дури и до 4 години. Ние во нашата пракса, да кажеме, при големи загуби, кога се работи за интензивни чувства, загуба, особено загуба на дете, која што е една од најголемите, најсилна болка предизвикува таа загуба, може да, доколку не се одработи соодветно или доколку личноста има одредени потешкоти, може да трае дури доста долго. Ние во нашата пракса имаме лица кои што може би 10 и повеќе години, кај некои доживотно застануваат, односно се заглавуваат во оваа фаза. После фазата на тага и депресивност доаѓа фазата на опоравување, односно прифаќање на реалноста, некако личностите се совземаат, полека смислата на живот повторно се осмислува на некој начин, изнаоѓаат цел како да продолжат и зошто да би нивната кауза, да кажеме, некако добива целосна смисла и нивниот живот продолжува. Меѓутоа исто така важно е да напоменам дека овие фази не се стрикно дадени како такви. Дури може едно лице кое што се наоѓало во фаза на депресивност, кое што понатаму продолжило, нели, односно се прилагодило, се реорганизирало, ја надминало тагата, може повторно да се врати во некоја смисла во целиот процес. Сега, освен фазите на оджалување, би сакала да споменам дека исто така важно да се напомене дека постојат 2 типа на травматизација: примарна травматизација и секундарна травматизација. Да кажеме, првата, примарната, е директно поврзана со засегнатите лица, директно засегнати од настанот, како да кажеме, семејствата на загинатите и на повредените, меѓутоа и повредените. Во секундарната травматизација пак влегуваат оние лица кои што биле директни помагачи на настанот на несреќата, односно болничари, пожарникари, војската, слушнавме, нели, си има случано, си има вклучено, меѓутоа и сите ние останатите. Ајде да ги споминеме, односно да се задржиме на оние примарната. Тоа се семејствата на настраданите и повредените.
кај оние кои што се повредени млади, кои што треба да ни се враќаат еве од лекување од странство, дел од нив се лекуваат тука, процесот ќе биде и сложен и долг. Кога е соодветно време за психолошка поддршка, Миријана? Кој е моментот кога треба да се почне со психолошката поддршка? Бидејќи веројатно кога ќе им споменете во моментов на семејствата, ќе кажат тоа најмалку мислиме, тагата и шокот е нешто на што сме фокусирани во моментов. Така, тоа е многу индивидуално. Во некои ситуации некој веднаш знае да побара психолог, да кажеме и во нашата пракса тоа го покажува со некои исто претходни несреќи, трагедии и така натаму. Така да индивидуално е. Меѓутоа, се додека некоја личност не чувствува во моментов потреба дека треба да побара психолог, можеби не треба да се настојува на тоа на некој начин. Односно, подобро е во таа ситуација да се работи можеби со семејствата, доколку тие би сакали или чувствуваат потреба. Едни со други би требало да си ги препознаваат оние знаци кога е потребно, може да се поседи стручно лице. Морам да кажам дека кога е вака набрзо, односно нели сега веќе 10 дена од самиот настан, дека најверојатно голем број на повредени или семејствата на загинатите можеби ќе треба да првично добијат психијатриска помош исто така. Психолошката помош е индивидуално, може од самиот почеток, може да кажеме да дојде во некоја подоцнежна фаза. Така. А има ли правилен или погрешен начин за справување со целата оваа ситуација? Секоја индивидуа се соочува некако на различен начин. Еве да кажеме, доколку поддршката е од семејството, тоа би требало да биде, да речеме, семејните членови да се поддржуваат меѓусебно, да бидат едни за други тука, емоционално. Голем број на луѓе се ослонуваат првично на семејството. Оваа тага, болката ги зближува семејствата. Меѓутоа, има ситуации кога што вакви несреќи знае да го да ги оддалечи семејните членови. Можеби, знаете, во пракса имаме разни ситуации. Понекогаш во оние семејни системи каде што релациите помеѓу членовите се дистанцирани или па евентуално дури имаат преки на релацијата, тогаш автоматски снагите предпоставуваме дека може нема да бидат тука. Меѓутоа тоа оди се во договор со индивидуите. Значи ние ги прашуваме кои се вашите, да кажеме, кој се би можело да ви помогне, кој го чувствувате како голема поддршка во овој момент, пример ако е од семејството. Доколку се забележи дека не се таму снагите, односно дека нема огромни ресурси за психолошка поддршка и помош, тогаш веќе се оди на други ресурси, како да кажеме некои индивидуални снаги, или па и ако не од семејството, можеби некој пријател, можеби сосед, наставник и така натаму. Така да се проширува системот во таа ситуација. Меѓутоа, кои се начините како што индивидуално секој се справува е многу различно. Некој се повикува на религијата, многу му помага. Некој, да кажеме, спортски активности, друг знае да слуша музика, трет да гледа филмови, некој му е потребно да биде сам. Треба и тоа да се забележи, да не се настојува дека секој треба да се дружи, ако на некој едноставно ужива да биде сам и потребно е да самиот тоа го испрocesира. Во најавата на темата, Миријана, споминавме како да си бидеме достапна и присутна поддршка едни на други во ваква ситуација. Се ќе биде добро, времето лечи се, утре ќе биде подобро, знам како ти е. Тоа се најчестите изрази кои што ги користиме во кога сакаме некого да утешиме во состојба на трагедија, но некои истражувања велат дека токму тие се несоодветни во случај на прва психолошка помош. Што тогаш можеме да си кажеме периодов едни на други? Да, сосема сте во право за тоа. Овие изрази не се соодветни, не би требало да се практикуваат. Исто така и освен овие изрази, не би било добро да се прашува лицето кое што е директно инволвирано
да се прашува што виде, како што се изгледаше случи, тоа, што ти го виде таму и така натаму. Бидејќи, ако тоа се постави како прашање, постои огромен ризик да лицето се ретравматизира, односно на некој начин да се ревиктимизира, бидејќи не сите се подготвени да поминат низ таа состојба повторно. Нивниот мозок во тој момент не може да го прифати тоа како вистина, така да во тој случај може да настане поголема штета. Затоа се препорачува да се постават прашања како да речеме како би можел да ти помогнам, има ли нешто што сакаш да ти донесам, дали може би сакаш вака само да седам до тебе или па сакаш да разговараме. Јас би можела само да седам до тебе и да се држиме за рака доколку ти сакаш или нешто во таа конотација. Исто така и ова во однос на допирот што го спомнав може да се прашаат дали имате вие потреба да ве допреме, дали имаш потреба да те допрем, евентуално да те гушнам. Како е тоа за тебе? Ти кажи ми. И треба тука многу внимателно, бидејќи не секогаш лицата се спремни за такво нешто, а често пати и оние што тоа го прават, тој што помага, треба да се запраша дали ова е потребно за него или за неза. Дали ќе помогне, затоа што во некои ситуации ние практично можеби ги проектираме нашите желби, нашата ситуација, ние како се чувствуваме, па мислиме дека и на другиот тоа му е потребно, затоа треба да се приспита што можеби ова личност треба да добие во овој момент. И исто така е важно да спомнам дека секој што помага треба да се однесува смирено, да е доволно сталожен, да кажам, меѓутоа со голема доза на емпатија. И за крај, како да научиме да живееме со толку голема загуба и без страв од иднината? Некој ќе рече дека времето лечи се, дека со тек на време би требало да се испроцесира целиот настан, целокупната трагедија, да секој индивидуа ги процесира емоциите за да не би останала заглавена во целата ситуација, бидејќи доколку не дојде до тоа, може да се јават разни симптоми, да кажеме, како стравови, фобии или пак психосоматски симптоми, понатаму анксиозност, депресивност. Инаку, ова би сакала да спомнам дека, мислам, уште сега ние имаме во пракса ситуација каде што се јавуваат родители, дури на помали деца кои што се збунети, во насока на тоа да прашаат дека да кажеме 10 годишно дете има страв од смрт и мајката е длабоко загрижена и така натаму, потоа дете чиј што родител отпатувал некаде, односно е на службено патување, одсутен е подолго време, детето прашува, вели, мамо, дали тато е меѓу загинатите? Така да, ова го покренувам како прашање дека родителот во тие ситуации добро е да одговара отворено, да не мистифицира, да е тука до детето, да одговара на тој начин. И сега во согласно со ова, или што рековме, како да продолжиме, може би прифаќајќи ги сите тие ситуации како очекувани, како нормални, да со тек на време се процесира, се прифаќа и на некој начин полека да дојде до прилагодување. Ке ни требате периодов. Благодариме за денешното гостување. Благодарам и на вас на поканата. Благодарим. Во 9 часот ќе ги имаме и најновите утрински вести, а пред тоа дел од програмската понуда на јавниот сервис.